Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Во нашата вечерашна емисија ќе треба да одговориме на дилемата дали сме ние денес македонски Словени, дали сме антички македонци или сепак вистинското прашање е дали сме граѓани на ова држава кои многу сиромашно и многу бедно денес живеат. Еден Александар стигнал до Индија, ние не можеме да влеземе во Брисел. И тоа е најпоразителното. Така е. Мислам, ме бендисува што сурово ги поставувате работите, но така е. Тоа е тоа и јас повторувам, за мене е тоа прашање за идентитетот дури и неважно. Значи вие сте Венко Андоновски, кој одлично пишува и има словенски идентитет. Апсолутно, папокот на светот е прослава на тој идентитет и не мрдам од. Сте режирале безмалку по цела Европа. Сте имале ли примери на нешто слично на ова што се случува во Македонија? Сум имал примери на кајање за тако. Значи, отпосле. Сум во Германија, да речеме, оваа генерација што е средна генерација, па и помладава, они го носат се уште, ја носат тежината на она што се случило 38-36 до 45 година. Значи го носат гревот, така да кажам, на тоа. И како македонскиот народ го доживува Александар Македонски? Гледате, ова е типичен синдром. Било кој психолог ви каже колку си помал и поситен, толку повеќе се леташ на крупно. Оваа сегашна мизерија на македонската нација најдобро се компензира со вакви идиотски приказни. Зошто на македонците им е тесно во кожата на словените и се фрлат во тие прегратки на Александар Македонски? Како вие тоа филозофски може да го објасните? Прво, самиот Александар Македонски е по-романтична, по-величествена фигура, отколку да речеме некои од ликовите од истото време. Словените се практично хиперборејци, одвај познати во некои текстови. Од друга страна, не само славата, него меѓу словените си еден од најмалите. Русите, белорусите, србите, хрватите, они, украинците и така натаму, еден од најмалите, а меѓу македонците се единствениот. Само ти си наследник, тоа е само ти пледираш на тоа. Но овде морам да кажам дека тој момент може би игра одредена улога, но без јасна политичка кампања во таа насока не би се воопшто појавил. Луѓето имат многу поважни работи денес да решаваат. Наместо да влеземе во НАТО, ние сакаме да влеземе во фалангата на Александар Македонски. Видете, го спомнавте Александар. Александар е символ на интеграција меѓу античките македонци и грците, според определени толкувања. Тоа е некој кој што ги интегрирал културите. Тој направил интеграција не само помеѓу македонците и грците, помеѓу македонците и иранците, персиците или тогашните грчки градови. Едноставно, неговата политика била интеграционистичка. Сега од една стана Александар символ на поделба помеѓу македонците и грците, што е парадоксално. Ако го делиме Александар, што ќе земат египјаните, што ќе земат иранците, што ќе земат грците, што ќе земеме ние? Како ќе поделиме? Човекот живеел безмалку во сите овие области. Неговото семе, неговите гени струјат веројатно по целиот тој регион. Стигнал до Индија тамо безмалку. За мене, ако ме прашате мене, Александар е само символ, може да биде сега современ символ на бисексуалниот идентитет и тоа е некој кој ќе се постави споменикот, веројатно ќе правиме пародија на таа сметка, а и другите ќе прават пародија на таа сметка. 35 метри голем споменик. Па толку на Сталин, русите споменици не му креваа. Да. Па добро, мислам, ќе видиме што ќе се случи. Едноставно со тој споменик нема 35 метри висок споменик на Наполеон во Франција. Да не речеме на Джингис Хан во Монголија, тама нема ни градби високи и тврди, што се вика. Значи, некој прави бизнес, значи, емпере мозок, емпере пари. Мислам, тоа е, јас така и гледам оваа изградба на споменици на кило, што би се рекло, не на кило, на тон. А некој пери ли историја? Не, некој прави историја. Значи, некој прави и продава историја. Не, историјата секогаш се правила, меѓутоа проблемот е начинот дека што тоа се прави со манипулација. Преаматерски ја правиме ова нова историја. Едноставно тоа не поминува надвор, значи како да кажем, нашата историографија има проблем да се легитимира надвор, сега ќе има уште поголем проблем. Иво Банац е еден од најголемите современи балкански историчари и еве едно парче од разговорот кој се не го правевме некаде пред 3 години, токму на оваа тема, разликата помеѓу културното наследство и помеѓу генетиката на одредени современи народи. Vrlo slična situacija.
Mađarska, Bugarska. Imate invaziju Mađara u Panonsku dolinu, koja je, kažu, u tom trenutku u 10. stoljeću bila uglavnom slavenska. I malo po malo ta slavenska masa koja postoji, imamo dokumente za to još u 15. stoljeću, posve mađarizirana i danas nema govora o vjerojatno vrlo jakoj slavenskoj supstanci na mađarskom prostoru. Ili obratan slučaj, imate invaziju protobugara na jedan slavenski prostor koji ide tamo od Karpata prema jugu, da bi se u relativno kratkom roku ta ratnička protobugarska država potpuno pretopila u Slavensko more, izgubila svoj jezik, izgubila svoj identitet i ostavila to protobugarsko ime slavenskom stanovništvu tih predjela. Tako da u ta dva primjera vidite kako su promjene u jeziku ili u identitetu moguće i zapravo jedna velika stvarnost koju mi često zanemarujemo.